Во изминативе 2,5 години, општина Кривогаштани доживува вистинска ренесанса во сите сфери од општественото живење. Се градат голем број историски и капитални проекти. Наголемо се реновираат сите училишта, се градат градинки, повеќе наменски игралишта, спортски сали. За прв пат во историјата на општината се отвори итна медицинска помош, а за неколку денови Кривогаштани ќе го добие и најмодерниот добиточен пазар во Македонија. Вкупно, во изминатиот период во општината се вложени околу 5 милиони евра, или секој ден како проекти се инвестирале по 5.000 евра. Прво и основно морам да ги споменам урбанистичките планови, што се предуслов за изградба на овие круцијални капацитети во општината Кривогаштани. Тука е сточниот пазар, комплетно се реновирани 3 основни училишта, односно едно централно и 2 подрачни основни училишта. Голем дел се инвестираше во здравството, имаме комплетно реновирана амбуланта, комплетно нова медицинска помош која работи во склоп на итната медицинска помош од Прилеп. Тука имаме моментално кои што се во тек активности на 2 канализации, односно канализации во населените места Слави и населеното место Крушени. Имаме асфалтирани некаде околу 5 километри асфалт. Тука е да речеме завршената канализациона постапка, односно завршената канализација во самото место Кривогаштани. Најмногу средства се реализирани во образованието, околу 1 милион евра, и се реконструирани голем број на патишта и улици. Исто така се работи и на економскиот развој на општината. Во селото Славеј се изгради индустријска зона, каде се продадени сите 8 парцели. Тука веќе работи една фабрика за преработка на пиперки, а наредната година се очекува да се изградат и 2 фабрики за преработка на замрзнат зеленчук. Освен оваа зона, Кривогаштани ќе гради уште една поголема индустријска зона, која ќе се простира на околу 550 хектари, и за која веќе има заинтересирано повеќе странски инвеститори. Да ја споделам и оваа информација, која што ги добив лично од инвеститорите. Овие денови 2 странски инвеститори имаат уплатено парични средства на јавниот повик на Министерството за земјоделие за купување на земјоделско земјиште, односно земање под концесија во атарот на населеното место Слави. Се работи за површина од некаде 550 хектари земјоделска површина, а истите имаат намера едниот да инвестира во производство на пченка и производство на масло од пченка, додека за другиот се работи за производство на крави, односно да отвори голема сточарска фарма и огромна кланица која што ќе функционира за производство на млеко, па и млечни и месни производи. Едниот од инвеститорите бил од Турција, а другиот од Дубаи. Инаку се уште во тек е јавниот повик на Министерството за земјоделство за оваа парцела, кој ќе трае до крајот на јануари, а се очекува на повикот да се пријават и други инвеститори од странство.